за репрезентацијата кажавме, сега да продолжиме онаму каде што застанавме со клубската кариера. Од работнички Фершпет одиш во Будванска ривиера и сега тамо исто така имате голем противник во екипата од Подгорица, ми се чини, и постојано борба со нив за шампионската титула. Како изгледаше тоа одење во Будванска ривиера, затоа што Будва е убав град, тамо на море, убав воздух, чисто. Би се навратил малку назад, за време од тие 10 години, пошто не беше континуирано останување во работнички 10 години. Да, имаше првото мое излегување од Македонија како интернационалец, значи надвор од нашите граници, беше со екипата на Бамби Млади Радник од Пожаревац. Значи тоа беше 1998 година. Таму имав подпишано договор на 2 години, меѓутоа поради настанатата ситуација, НАТО бомбардирањето на Југославија, бев принуден да се вратам назад. Се вратив повторно во работнички, за да 2003 година заминам во Романија, во екипата на Петром од Плоешти, што всушност беше моја прва сезона одиграна, цела сезона одиграна на страна, да. Во Пожаревац дојде до прекин поради настаните. Токму така. Со екипата на Петром од Плоешти успеавме да го освоиме романскиот куп и да бидеме втори, да играме финале, всушност бевме вице шампиони таа година. 2007 година, исто така, после нашиот најголем успех... Оттаму се враќаш во работнички Фершпет, секогаш се враќам, играш тука, токму и така, повторно Романија те влече. Повторно, после нашиот најголем резултат со работнички Фершпет и учеството на Final Four во Модена, заминувам повторно за Романија, во Динамо од Букурешт. Исто така, бевме вице шампиони на Романија, за да после следи одење заедно со професорот Миленковски во Будванска ривиера. Како што кажав, сега раскажи ни нешто повеќе за Будванска ривиера, зашто таму имавте голем резултат. Да, дефинитивно. Добро, Будванска ривиера како клуб навистина котира многу високо во европски рамки. Таа година кога ние бевме, екипата настапуваше и во ЦЕФ купот. Тоа е всушност второ најсилно надпреварување во тие еврокупови. Како што кажавте и сами, како наш главен конкурент во домашното првенство, имавме екипата на Будуќност, која што навистина беше многу силна, предводена од тогаш тренерот Колаковиќ, Игор Колаковиќ, кој всушност беше селектор на југословенската репрезентација. Игор Колаковиќ, кој што ја освои олимписки... Познато име во светот на одбојката. Токму така. А исто така во нивниот состав настапуваат голем број југословенски репрезентативци. Навистина конкурент по мерка. Во домашното првенство не успеавме да направиме, да кажам, подвиг, да ги победиме во финалето. Значи, тие беа шампиони, меѓутоа она што успеавме да го направиме е да се најдеме во сама завршница повторно на Final Four во Рим со навистина многу реномирани екипи, со екипи од многу висок квалитет. Тоа беше екипата на Рома од Рим, како наш противник беше екипата на Нови Уренгој од Русија и екипата на Нолико Мазеик. Во полуфиналето бевме поразени од Нолико Мазеик, меѓутоа во борба за трето место. Токму така, бевме подобри од екипата на Нови Уренгој. Резултат кој што одекна широко во јавноста, резултат кој што го постигнавме против една екипа во која што игра половина руска репрезентација, таму беше техничарот Хамуцки, таму беше коректорот на руска репрезентација Јаковлев, така да навистина тоа беше крем на една успешна сезона која што ја направивме заедно со професорот Миленковски во Будванска ривиера. Инаку и сами кажавте, животот во Будва навистина е добар, море, сонце, нема ништо туристичко место. Да, само што професионално си работевме. Не бевме туристи, да. Немаше време за шетање. Имаше, секогаш време. На плажа се одеше, летно време сега, мами морето, не може тука многу да се зависи човек како ќе организира времето сам. Има време за се. Будванска ривиера, претпоставувам, еве, по самото кажување, ти остана во убав спомен. И сега, што помислуваше ти понатаму, еве, Будванска ривиера, постигнавте што постигнавте,
оној успех трето место во Рим, понатаму кај беа насочени твоите мисли? Па тогаш, значи, веќе имав наполнето 34 години. На 34 години веќе човек, поточно секој спортист од бојката, веќе треба да почне да размислува како да ја приведе при крај спортската и професионалната кариера. Одлучив да заминам за Кипар и тоа да ми биде последна сезона, имајќи во предвид дека Кипар е една убава пред се туристичка дестинација, да се навратиме малку и на туризмот. Ги бираш местава, се гледа. Па добро, да. Навикнати малку од Будва, од Јадранот, заминавме малку сега подалеку. Тоа всушност беше мојата последна професионална сезона што ја одиграв во екипата на Омонија. Успеавме да видиме освојувачи на Суперкупот, а исто така и вице шампиони на Кипар тогаш. Екипа која што навистина беше многу добра, како организацијски, се тренираше само еднаш во денот, вечер касно, затоа што дел од играчите си работеа. Да, си работеа. Каков е квалитетот на кипарската одбојка, вака и така говориме за Омонија, па еве така, да се запознаеме и со тоа, од твој може аспект. слободно да ви кажам дека е на едно навистина добро ниво, затоа што со самото тоа што секоја екипа има по тројца странци, доволно говори како би бил квалитетот. Значи, кога ќе се комплетира со домашните играчи во Кипар што се, и секоја екипа со тројца странци, навистина може да кажам дека не само во Македонија, туку и во некои од балканскиве земји сигурно е првенството поквалитетно таму. Мислиш дека резултат на тоа е учеството на странците во екипите? Па знаете како, секогаш во секоја држава, доколку не се странците, лигите би били на едно, да кажам, просечно ниво, средно. Меѓутоа, со воведување и носење на странци, квалитетот се зголемува. Верувајте, доколку имате вие тројца играчи во постава од 6 кои што играат, во екипа, значи потребни се тројца други играчи да направите селекција од тие домашните, за да направите една компактна екипа која што може да игра на едно многу високо ниво. Тоа е точно, меѓутоа федерациите кукаат дека екипите земаат многу странци, па не доаѓаат до израз домашните, а тоа значи дека и репрезентацијата не може да го постигне потребното ниво. Да, токму така, знаете како, тоа е политика на секоја федерација што има во секоја држава. И затоа си има во секоја федерација си има своји правила. Меѓутоа, во сите земји во Европа дозволени се тројца странци. Не е дозволено само во арапскиве земји, сега во моментот те имаат само по еден професионалец, додека другото во Европа се нивни играчи. Да, а сега има некои од федерациите дозволуваат, значи, да има странци кои што се со европски пасош кој што е од Европска унија, да настапуваат како домашни играчи. Значи те веќе не се странци. Да. Значи тоа е политика на федерациите, точно. Членови на унијата. Да. И Омонија остануваш една сезона како играч и како тренер. Не. Или во како Омонија сум тренер. само како играч. Значи, првата година сум само како играч. Всушност тоа ми беше и мојата последна сезона како активен професионалец. После враќањето решив полека постепено да се повлекувам и потпишав договор со екипата на Шкендија од Тетово како тренер, дел од стручниот штаб и како играч. Всушност, тоа беше мојата пресвртница од играч во тренер. Имаше доста настапи како играч или настапи на сите надпревари и истовремено настапував, играв на позицијата либеро. На сите надпревари настапував и таа година... По цел надпревар го играше или излегуваш и од надвор да гледаш, па после да влезеш да им кажеш... Па добро, знаете како, функцијата на либерото е секогаш играта да ја гледа од назад. Така да се има јасна представа. Не ти требаше надвор да излегуваш, туку од натре. Секако дека тогаш беше... Придонесот ти беше поголем кога си тука и со играчите на терен. Нормално дека тренерската улога ја имаше Дурим Шехаби тогаш. Во нормално соработка со него го водевме тимот до најголемиот резултат во кариерата, поточно 2011-2012 година екипата на Шкендија ја освои по прв пат во историјата двојната круна.
и со Шкендија, значи успех како оние со работнички Фершпет, пред тоа и со Југохром, па потоа и во Црнагора, па потоа и во Кипар, па пред тоа во Романија, насекаде, значи, беше меѓу челните екипи, што говори за твоите квалитети, секаде беше баран. Сега дојда оние години кога беше мощне актуелен и привлечен за спортската јавност, кога Жаре стана селектор на репрезентацијата на Македонија. Како се случи тоа, која година и нешто да ни кажеш за оние настапи во Евролигата, тоа ни дојде некако како бум тие резултати, а одевте, ајде да не речам како индијанци. Така, вака Ти ке сега. кажеш зошто. 2011-2012 година, после завршувањето на моите обврски, значи како тренер и како играч во Шкендија, летото добив понуда. Пак Кипар, или не? Точно така. Мојата тренерска кариера, значи како прв тренер на екипа, да ја продолжам во Кипар. Во екипата на Неа Саламина. Инаку Неа Саламина беше екипа која што се среќававме на надпревари од Еврокуповите и моите контакти со екипава, моите добри игри, го натерале преседателот на клубот едноставно да ме контактира и да побара моја услуга како прв тренер на екипата. Значи, Има и фудбалски клуб Неа Саламина и Јонус ми се чини беше еден период заедно, и тренер. баш таа година, првата година, Мирсат Јонус, втората година моја, 2013 и 2014 година, Мирсат Јонус исто така беше тренер во фудбалската екипа и тоа направи навистина голем резултат исто. Значи, 2012 и 2013 година започнува мојата професионална кариера, меѓутоа сега како тренер. Мој прв предизвик е кипарскиот шампионат со екипата на Неа Саламина. После 11 години успеавме да станеме шампиони. После 11 години го вративме трофејот, значи во витрините на овој клуб. Навистина беше една голема прослава, а исто така следната година, затоа што 2 години останав, 2 надпреварувачки сезони останав во Неа Саламина, исто така 2013-2014 година, исто така бевме освојувачи на купот, така да во втората моја година, кога бев 2013 и 2014 година, тогаш добив покана од Одбојкарската федерација да ја предводам македонската одбојкарска репрезентација на тогашните квалификации за светско првенство, трет круг, трета рунда од квалификации за светско првенство во Ниш. Всушност, тие мои први 3 надпревари против репрезентацијата на Португалија, Словенија и Србија се всушност и мои први надпревари како селектор. Дебютираше тогаш како селектор, за тие надпревари нешто повеќе? Да, значи во периодот од 2014 година до 2016 година одигравме едни квалификации за европско првенство и 3 пати игравме Евролига. Во првото наше учество во Евролигата 2014 година успеавме тогаш да го направиме најголемиот резултат, постигнувајќи го третото место. Загубивме тогаш од репрезентацијата на Црна Гора во полуфиналето, меѓутоа, бидејќи тие беа освојувачи на Европската лига таа година, ние бевме завршивме како трети. Следната година, 2015 година, Немаше разигрување за трето место. Не, немаше, затоа што бидејќи загубивте во полуфинале од тој што победи. Токму така. Во овие спортови поединечните, тој што губи од првакот оди во репесаж, значи му се укажува шанса да се бори за медал, а вие директно на трето, бидејќи овие се први. Така. 2015 година, исто така, учествувавме во Евролига и направивме еден чекор понапред, поточно за прв пат македонската одбојкарска репрезентација или една репрезентација воопшто од сите спортови се најде во едно европско финале. Сега, значи, да ги разделиме работиве. Некои уште во моментите кога започнавме да играме, која е оваа Европска лига, не играат сите репрезентации или не знам што. Објасни го тоа. Европската лига навистина е едно квалитетно надпреварување, каде што најсилните репрезентации од Европа не учествуваат во таа Европска лига, затоа што тие веќе имаат надпревари во Светската лига. Меѓутоа, во таа Европска лига настапуваат репрезентации како што е Словенија, која што беше европски вице-шампион пред 2 години. Таа година, всушност, ние кога игравте во таа Европска лига со. Значи, и други многу силни репрезентации, или пак една репрезентација на Полска. Дали е тоа комбиниран состав?
или не? Знаеме Полска Полска кај е се наоѓа. Полска. Пред Да. 2-3 години, пред 2 години беше светски шампион. И сега можете да замислите каков резултат не имаме направено. 2 пати Полска ја победивме во Полска, во Валбжих, со кои што 2 победи не лансираа на Final Four. Никој не очекуваше, никој не веруваше. Меѓутоа, ете, сите заедно имавме навистина една голема желба за докажување, како јас, така сите репрезентативци, и може слободно да кажам дека го направивме невозможното. Таа 2015 година, пред малку споменавте околу услови, не би сакал да навлегувам сега, дефинитивно беше све сведено на тотален аматеризам, само што на крајот успеавме да бидеме со резултатот како вистински професионалци. Сепак автобусот стигна до Полска. Па да, стигна. Во една недела се поминат 5000 километри е вистинска авантура. Да се оди, да се одиграат прво 2 надпревари со Полска од регуларниот дел од Лига надпреварите и за да веднаш после 3 дена се вратиш да го одиграш Final Four. Навистина беше Репрезентативците меѓутоа, како реагира на сето тоа или го како поднесува? реагира? Знаете како? Ти успеваше како така да рекле ги старите, соединиш. кога ќе се фатиш норото, одиграј го до крај, така? Тоа истото и ние го направивме. Не беше воопшто лесно, меѓутоа како што сакав. Верувавме дека оваа генерација може да направи некој голем резултат. Оваа генерација може да направи уште поголем резултат, меѓутоа за до тоа да дојде треба да се направат некои други работи за кои што мислам дека не би Сите сакал да знаеме што сипувам треба оваа да се убава направи емисија за една сега. репрезентација, да. Така. За тоа може да се разговара во друга прилика Токму за така. проблемите, не само во одбојката, туку воопшто во спортот. И 2015 година, Да. значи ја завршуваме со историско финале на македонската одбојкарска репрезентација. 2016 година, што всушност беше и моја последна година како селектор, успеавме во Лига надпреварите да забележиме 6 од 6. Игравме, значи, 6 надпревари на 2 турнири. 6 победи. 6 победи направивме и се пласиравме повторно во... некој од репрезентациите Па, што ги победивме. таа година беше, значи, репрезентацијата на Бугарија. Знаеме. Повторно комбиниран состав, ќе речат. Така, затоа што А селекцијата настапуваше во светска лига. Меѓутоа, тука се половина репрезентативци кои што... Да, некои може Тие би што во не последен играат там- момент не влетале во А Токму селекцијата, така. тука се. Големи имиња А се, верувајте. селекцијата на Бугарија секогаш во завршници на европско, на светско, на олимпијади. Сите се тие играчи што продефилирале во А селекцијата, а исто од тие младински кадри. Еве веќе последна година половина од тие играчи веќе Чукаат на настапуваат вратата на веќе првата се, екипа и веќе се во ростерот, стандардни. веќе се во ростерот. И- Успеавме, првиот турнир беше во Бугарија. Успеавме да славиме над Бугарија 3-1 таму. Репрезентацијата на Албанија беше и репрезентацијата на Австрија. Вториот возвратен турнир беше тука во Скопје. Успеавме да славиме повторно 3 победи над истите репрезентации, со што се здобивме со право. Ете, по трет пат во 3 години да се најдеме во една сама завршница од Европската лига. Во полуфиналето, кое што се одигра во Варна, за противник ја имавме репрезентацијата на Австрија. Успеавме да ја совладаме 3:2 и се изборивме за уште едно финале. Значи 2015 и 2016 година не си јас, туку ете, сите јавни медиуми ги окарактеризираа како најдобрите во македонската одбојка. За тоа доволно говорат и двата сребрени медали кои што ги освоивме во Европската лига. И беше прогласен за најдобар селектор во државата. Да, голема благодарност ете до сите поддржувачи, до Агенцијата за млади и спорт, до Сојузот на спортски федерации, што ете на 2 години ме прогласи за најдобар селектор, што и многу значи конкретно за моја лична сатисфакција, ако се земе во предвид дека сето она тие 3 години за репрезентацијата го работев без никаква надокнада. Го работев затоа што ја сакам Македонија, затоа што ја сакам одбојкава и затоа што верував дека со оваа репрезентација може да се направи некој голем резултат. Носители на играта, кои беа во таа репрезентација? Па, дефинитивно сите репрезентативци кои што земаа учество го дадоа својот максимум. Меѓутоа тука се нашите најдобри репрезентативци Јовица Симовски, Никола Георгиев, Ѓорѓи Георгиев, Филип Деспотовски, Ѓоко Јосифов.
Милев, Љавтов, навистина Ѓорѓевски, Зоран, сите репрезентативци го дадоа својот максимум и едноставно го оставија и последниот атом од своите сили на сите тие надпревари. Па добро, некои од тие играчи се носители на играта и во екипите кои што настапуваат во странство. Да, во секој случај, еве конкретно сега Никола Ѓоргиев стана шампион на Јапан. Настапуваше оваа година. И ми се чини дека би најдобар играч. Јовица Симовски, освојувач на купот на Франција оваа година. Исто така еден од најдобрите поентери таму. Исто стигна, мислам дека го освоија и Челендж купот оваа година, ако не се лажам. Јовица Симовски. Љавтов го освои хрватското првенство. Ѓорѓи Ѓорѓиев со професорот Миленковски, со Мили Пјанго стигнаа во плейоф завршницата во турското првенство. Филип Деспотовски го освои романскиот куп. Така да сите оние репрезентативци кои што настапуваат со успех, настапуваат и во клубовите, што значи дека тие се всушност наши вистински амбасадори и ја представуваат Македонија. Добро, што треба да направиме на таа репрезентација, да ја обезбедиме услови зашто гледаме имаме квалитет. Секаде каде што играат во клубовите и тоа во земји каде што одбојката е развиена, играат главна улога. Па да ги собереме нив и Македонија да заигра и на европско првенство, зошто да? Шансите се големи, повторно ќе кажам, еве и оваа година македонската одбојкарска репрезентација има колку убава. Ми било кој ќе прочитам на пример за Ѓорѓиев, оние информации што доаѓа од Јапонија, се гордеам. Дефинитивно треба многу работи да се сменат од организацијски аспект, доколку тоа се случи во некое разумно време, тогаш шансите да се направи тој резултат се големи. Меѓутоа, ако потрае година, 2 плюс, верувајте дека и овие играчи сега што ги имаме, што се носители на игра, што се всушност вистински звезди во Европа, доколку веќе дојдат на крај од своите кариери, тогаш ќе биде навистина. Да, сега се во зенит и треба да се искористи тој момент и на репрезентативен план. Биде после се џабе, затоа што во сите клубови, во сите градови, може да замислите, еве, Скопје минатата година немаше клуб кој што настапува во домашното првенство. Па не е ли тоа странно? Вардар годинава се враќа сега и тоа со пионерска екипа кај што настапува и во прва лига, и во пионерска конкуренција, и во сите работнички го нема. Како е можно во Скопје да нема одбојка? Да нема скопски тим? Па и бевме зачудени кога гледавме таму распоредот за првенството, ни еден е тим од Скопје во машка конкуренција. Истото се случува и во Тетово. Нема во женска, да, во машка нема. Истото се случи минатата година и во Тетово. Без екипа од Тетово. А имало по 7 екипи од Тетово во прва македонска лига, кај што биле Лешок, Непроштено, Глоѓи, Шкендија, Лирија и Љуботен, Тетекс. Ниту една екипа нема ни таму. Единствено што нешто останува е екипата на Струмица, кој што има некои млади таленти, затоа што Струмица е дефинитивно најодбојкарскиот град во Македонија, центар. И се уште има некои млади играчи кои што настапуваат таму и кои што се некој потенцијал за воиднина, меѓутоа тоа е минимално. Одиме натаму со кариерата. За репрезентацијата рековме, зборувавме за Евролигата, ти селектор аматер, селектори аматери речеси во светот никаде нема, дури и во Фиџи, во Хаити и не знам каде. Што ме селектор се знае што значи таа позиција кај нас. Не е така, беше селектор од љубов, од сакање кон Македонија, кон државата, кон одбојката, кон тие момци што се занимаваат со одбојка и кои гледаш дека се квалитети. Штета би било да не се експонираат на репрезентативен план. Так. Тоа, еве, се случи, дојде и крајот на твојата селекторска кариера поради X причини, да не ги набројуваме сега, меѓутоа ти продолжуваш да живееш во одбојката, а веројатно посакуваш, помислуваш, и јас посакувам пак да си се вратиш овде да бидеш селектор, но во едни нормални услови за живот и работа во одбојкарскиот спорт. Така. Сега малку може би јас нервозно реагирам, зашто навистина ми е жал за еден спорт кој има традиција, кој има љубов кај младите,
да не постигнеме нешто повеќе од она што сме постигнали. Одиме натаму со Така, твојата меѓународна кариера. Да. После неа Саламина во Кипар 2013-2014 година, која што беше и моја втора година во истиот клуб, се преселив во Омонија. Всушност тоа беше клубот кај што како играч настапува 2010 година. Меѓутоа таму имав една подруга функција, покрај тренерската функција што имав, бев и технички директор во екипата. Останав таму една година, успеавме да ги обединиме сите титули, го освоивме Суперкупот, го освоивме Купот и го освоивме шампионатот, за да веќе следната година, поточно оваа сезона, се преселам во Швајцарија во екипата на Шоненверт. Тоа е екипа која што настапува во првата лига во Швајцарија. Изминатите 2 години немале некои позабележителни резултати. Всушност, едната година завршиле како 6, другата како 7, за да оваа година го вратиме повторно Шоненверт, ете, во тие топ 4 екипи кои што се во швајцарското првенство, поточно во регуларниот дел од првенството го освоивме второто место, што представува најголем резултат во историја на клубот, за да во плейофот успеавме да го освоиме третото место, бронзениот медал. Во малото финале успеавме да бидеме подобри од екипата на Лозан. Значи трети во Швајцарија. Лоцирај го каде се наоѓа тоа место? Па, се наоѓа северно, блиску до градот Арау, на 60 километри од Цирих. Едно малечко, убаво место со 5000 жители. Арау е на 3 километри од Шоненверт, град со 25.000 жители. Така да, убава е Швајцарија. Убава за живот и за работа. Клубот, значи, во првата лига трет. Можам да предпоставам, бидејќи е мал град, дека одбојката е главен спорт таму. Да, дефинитивно, во местото одбојката е главен спорт. Во моментов... Арау си има други, бидејќи е поголем град, таму фудбалот е. Токму така. Прв таму играш и Саша Чирик, таму ја почна меѓународната... Не ја почна, меѓутоа блесна на меѓународната сцена, па потоа отиде во Германија. Дефинитивно спорт број 1 во градот. Меѓутоа, основен проблем беше што во градот нема сала која што ги задоволува основните услови за да надпреварите се играат таму. И игравме во соседното градче, кој што беше на 3 километри, меѓутоа, еве, оваа година клубот започна со изградба на нова сала и некаде до крај на следната надпреварувачка сезона, значи некаде до февруар месец, салата треба да биде готова, така да одбојкарскиот клуб на Шоненверт ќе си има едно свое катче и мислам дека одбојката во следните години ќе биде навистина на едно многу високо ниво и дека овој клуб има големи амбиции во една блиска иднина. Кога дојде оттаму, кога се сретнавме овде во Скопје, разговаравме, па нешто напомена дека имаш и понуди од други екипи, сега веќе и таму изгради тренерско име. Што помислуваш? Остануваш? Па добро, знаете како, благодарејќи на чекаш друга понуда. Сите овие успешни активности што сум ги имал со клубовите наназад и со репрезентацијата, секако дека тоа се прати од скаути, од сите клубови. Имам понуда да останам во Швајцарија и следна година, меѓутоа одговорот треба да го дадам во следните 2 недели. Има и некои други активности, има некои други понуди. Ќе видам, ова е период, трансфер период. Секогаш се трудам да одберам клуб кој што има големи амбиции. Ова што го направивме со екипата на Шоненверт навистина е голем резултат. Доколку клубот има амбиции да оди чекор понапред, тогаш би останал таму. Доколку не, би нашол екипа која што има големи амбиции нормално за бидејќи си тренер што сака да победува, да оди напред. Нормално, за тоа работиме, сите работиме за да победуваме. Никој не е совршен, меѓутоа се трудиме да чекориме по патеките на совршенството и да бидеме успешни. Помислуваш ли? Нормално помислуваш, меѓутоа дали очекуваш дека ќе дојде тој момент, еве, да се вратиш во Македонија и да бидеш селектор на репрезентацијата повторно, па да се врати и Јошко, па двајцата и да направите еден супер стручен тим и една супер репрезентација? Зошто да не? Значи, убавината на спортот е кога сме сите здружени. Значи, не само јас, не само Јошко. Значи, тука се и други одбојкарски легенди. Сите треба да седнеме на маса заедно и да видиме до каде е стигната одбојката во Македонија и што треба да се направи чекор понапред. Доколку тоа не го направиме сите заедно, ќе тапкаме во место каде што сме сега, без никаква перспектива
Меѓутоа се надевам дека сите заедно може нешто да направиме. Треба да тргнеме од нула дефинитивно. Ќе биде потребно еден период од неколку години да се работи со млади кадри, за да после овој застој, ако може така да се наречам, целиот овој период што го имаше одбојката, во некој од следните години започне од нула и постепено започне да се развива и да дојдеме на едно ниво како што се нашиве соседни земји, како што е нашиот северен сосед Србија или пак Бугарија. Навистина во едно убаво одбојкарско обкружување сме, само се е во нашите раце, треба да се зафатиме сите со работа, да се направи една генерална анализа што е направено до сега и што треба да се направи и да се почне се од нула. А можеме да го направиме тоа? Ние на некој начин сме одбојкарска нација, па еве се подсетувам сега во овие моменти на еден Никола Донев кој во 60-тите години заигра за Југославија, еден Трифе Трифуновски кој исто така стана репрезентативец на Југославија, па Владимир Богоевски кој има 2 бронзи од европските првенства, беше капитен на репрезентацијата на Југославија, па еден Александар Тасевски кој играше стандардно за репрезентацијата и играше на Олимпијадата со Богоевски и Србиновски во Москва. Па потоа Јанков, па имаше една плејада на играчи. Добро би било кога би се собрале сите тие легенди па да седнете да се договорите и да речете еве тргнуваме да правиме одбојка, репрезентацијата да биде навистина добра, да постигнува резултати како што на пример постигнаа кошаркарите со 4-то место во Литванија, паракометарите 5-то место на европското првенство, зошто да не тоа да биде и со одбојката. Така, треба да се направи една стратегија, подолгорочна стратегија, да се зацртаат одредени таргети, што може во некоја блиска иднина да се случи, а што во некој подолг циклус од 4, 5, 6 години, доколку одиме од година за година, само да се пријавиме и да учествуваме. Спортот не трпи импровизација. Живот на куси патеки е тоа. Меѓутоа да одбереме на затоа долги сме патеки. тука каде што сме. Добро, Жаре, драго ми беше еве што разговарав со тебе, кажа за својата кариера, слушнаа гледачите, сега сето она што го знае, сублимирано е во овие 50-60 минути и ќе им остане вака како еден убав спомен за тебе, за твојата кариера, а моје лично посакување е повторно да си се вратиш овде, да бидеш селектор на репрезентацијата, да имаме некој силен клуб, да бидеш и тамо и да се бориме на европската сцена, зашто штета би било Македонија да нема одбојка и представник во тие елитни надпревари. Со посакување, повторно да те видам овде во Македонија, еве, ја завршувам оваа емисија. Ви благодарам многу. Би сакал да кажам дека моите почетоци од професионалното играње, па се до оваа година бев активен во репрезентацијата. И како репрезентативец, како играч, и како селектор. Значи, целата моја кариера ја имам посветено токму на репрезентацијата, зошто да не еден ден повторно да се вратиме сите заедно овде и со заеднички сили да оствариме нешто што досега не е постигнато. Дај Боже да дојде тој ден, ти посакувам се најубаво. Ви благодарам за поканата.